Ovo je negodno. Се осеќам како да джвакам некое сварено железо. Ја не знам ни шо е. Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Денес се седнав на позадина која што може би ви е малку позната. Се надам дека е добра и секое видео експериментирам со некој нов тип на снимање на звук и затоа најчесто ми се зафркнува, ама се надевам дека ова што слушате сега дека е добро. Денес оценуваме данска храна, пробувам. Јас имав видео тука каде што пробував скандинавска храна, па технички можеби таму нешто се спаѓа. Ова ми беше донесено, мислам дека нема да сака воопшто да кажам од кого е донесено, така што еве нема да кажам, ама ми е донесено од некој што беше во Данска. Напоменав дека тие работи што ги има во тоа видео да не се појавуваат тука. И јас се уште немам погледнато што има, инака да ме биде изненадување, така да сега ќе ми биде онака прва реакција и што воопшто има, а не па какво е. Така да јас имам тука една цела кеса, ситни работи се, ама се многу. Имам тука и 3 лименки што сега беа во фрижидер за да ми биде побаво кога ќе пробувам. Така да рандом ќе влечам и ќе оценувам. Што извлеков саур чипсче со sour cream и onion. Значи нешто како павлака со кромит. Ме погодиле баш со ова. Натре како изгледа, типичен чипс, ништо ново, ама значи ова не може да не ми се свиѓа. Се што е со кромит, само дај ми шо поише. О мај гад. Ова е топ. Ова е чипс што јас секој ден би го без сомнеш би го зимал и би го мислам дека ме потсеќа на ние долгите што ги имаме ние сега новите. Кроз е тој вкус, само што е потврд чипсот. Оцена за ова уште зијам да јадам, така да тоа би е доволна оцена. Некад да кажам 10, зашто не ми е онака најуау, ама 9,5 од 10, еве. Одма почнуваме јако, значи ова е топ. Следно, што е ова? Што е ова бе? Се надам дека се фокусира, се надам дека гледате луѓе, што е ова? Ја ќе се отрујам. Што е ова? Пишува ли на англиски воопшто? Не пишува. Како ја ќе знам што е ова? И тоа сите некако и внатре изгледаат различно. Што е ова, бе, човек? Што е ова? Што ќе јадам јас? Мислам дека... Еј, почекаат на тие негро бомбоните. Само е некоја уште... Не, така е скроз. Само многу чудна текстура ова. Некако гума. Скроз која тврда гума да джвакам. Не знам дали може да убаво да видите, ама сите 4 се ко различна шара и не знам дали некоја друга е различна, дали може некој друг вкус. Да! Ова е некако карамела. Зашто е вако цело ко жолто. Не пробам сите. Ова е најгадно еко кисело. Не знам што е ова, ама... Еве ги ствари на слика да сите 4 убаво прикажени тука. Ова е негодно. Ова е најлево тука. Каква вода. Почна толку добро, завршија толку лошо. Само ради тоа што ми беше прелошо, јас на ова ќе дадам оцена 4, затоа што сепак првото ми беше најдобро, она со карамела. Тоа четвртото него ни пробувам. Личи кога е скроз обично, кога нема ни ништо тоа. Ова што го пробав последново розеваво, ужас. Следно. Шо си ти бе? Ама зашто они се такви да не може на англиски да напишат нешто? Ке ти дојде турист, ке ти дојде кој било. Како да не напишеш на англиски шо јадам? Па вие ми преведувајте ако некој знае. И внатре се такви сите посебно спакувани. Таман ќе можам и да споделам со некој. Види колку ги има. А што се овие бе човек? Дека го изгледа внатре. Јас поише оние јапонски некој јадев, мислам дека поише разбирав од нив отколку од ова. Сега буквално скроз на слепо идам. Нит проверувам дали има рок, нит знам што јадам. Дали ова ли е нека гума или чоколадо или што е ова? Што е ова бе брат? Се гледали? Што е ова? Ја ќе пробам ептен малце зашто ми е страф. Ја ова неќам не го пробам, жи ми се. Уште самиот мирис е одвратен. Се осеќам како да джвакам некое сварено железо. Ова е ужас! Ја не знам ни шо е. Вкусот е тој. Сварено железо, брат. Што е ова? Оцена минус 30.512 од 0. Ако некој сака да гугла, изгуглајте ми и кажете ми шо пробав. Одвратно. Те молам дај ми нешто добро. Ова може би добро. Kim's Oste Pops.
Некакви си смоки претпоставувам. Те моля, ми треба нешто да ми го разбие тој вкус одма. Ај како изгледа внатре. Изгледа доста вкусно, доста зачинето и доста големи се, крупни се овие. Ао, многу се солени. Вкусни се, мислам дека најблиску имаат вкус на пица. Јас стварно не гледам ниту еден англиски збор што можам да ви го прочитам. Ми смета што се многу солени. Да се отцепе многу повеќе од тоа што треба. Се вкусни, ама штета што многу солени. Ќе им давам оценка 6, а стварно штета што вкусот е многу добар. Има ли нешто тука? О, колку е добро пакувањето, колку е клин, колку се убави погодени боите. Значи погледнете. Ова е графички ремек дело. Значи браво. Ова да го видам на рафт, секогаш ќе сакам да го земам, затоа што одма ме привлекува со самото пакување. Внатре изгледа, значи човек боите се како не знам дали може да се видат. Боите се многу добри. Кој да го пробам? Ајде ќе пробам розево. Ќе биде чоколадни внатре? Оу, а ние што се кај нас бомбони, пакувањето од надвор е зелено со бело и внатре кога ќе дојдеш до чоколадото, да, се луѓе внатре ќе дојдеш до чоколадото. Е тука е обратно. Чоколадно каснуваш, а внатре ментол. Преубаво и некако е многу подобра комбинацијата кога прво ти е чоколадото, а после ти е вакво, не знам дали има некаква смисла, ама дури поише ми се свиѓаат тие нашите што се. Сакам сега да пробам и друга боја, дали има разлика некоја, ама не верувам да има. Многу, значи јадеш благо е преосвежително. 9. Оцена 9 ко куча. Треба големово. Пак со саур крим и онион. Значи саур крим и онион пак. Овие се нешто ко има и тука нема англиски. Они битно стајле како се на Инстаграм. Пишува ова дека е веганско, 13% протеин, внатре се вакви. Таман да ми разбие ова благо и лутова. Тоа кроминот, како јак вкус одма ти дава. Ама тоа веганскиот дел, тоа не ми се свија. Не знам како да го опишам, ама тоа првото што го пробував со саур крим и онион е многу подобро тоа. Овој се премногу тврди и не е толку добро. Би му дал оцена 6 искрено. Не би дал повише. Дај нешто од овие. Еве ќе одам рандом со овие три што ми се пијалоците. Беле колку е добра лименката. Малце дека сега е на топло и онака може нема да ја видите убаво зашто беше на премногу ладно, а сега топло. Се вика Pink Farts and Unicorn се вика. Розеви прдежи и еднорози. Ама што е ова бе брат? Чекај не би ја покажав. Значи луѓе гледате. Значи гледате, ве молам гледате лименката. Лименката е ќе видиме тоа вкусот. Не знам како се осеќам за тоа да пробувам вакви работи на видео и воопшто, ама не знам и што е, дали треба да некое пиво пишува дека има 4.6% алкохол. Дај миризите се. Фанта шоката. Тоа е мирисот. Ова е буквално мирис на фанта шоката. Ова не мора да направам. Мирисот е добар, ама не и вкусот. Но е горчливо. Дефинитивно изгледа како си пиво, ама многу е горчливо. Многу е горчливо. Човека, мирисот онака скроз фанта шоката одличен. И после нема шанси. Оцена за ова ќе му дадам, што да му дам човек? Ќе му дам 3. Само поради тоа што мирисот е предобар. Океј, следно, има уште многу работи луѓе. Ова е истиот бренд кој од најпрвото, само што ова е со American Grill. Не знам што има во него. Има компир и има валја ова е луто. Дали од ова ќе плачам? Дали ова ќе ме излути премногу? Мислам дека сега ќе да знаеме, чекај. Кој некој си скара мириса, кој некој е. Што има ова бе човек? Напред пишува American Grill, баш кој некој си скара, ама тоа е толку друго ништо не објаснува. И позади нема ништо на англиски ни на ова. Кога јадам некој со чипс со сладина, е добро. Потсеќа на портакаловиот Ruffles чипс, ама не е толку јак. Ама дефинитивно многу потсеќа на тоа. Би му дал 6,5 од 10. Солидно, а пак мислам дека не е нешто што јас би го земал од драфт. Да го јадам пак. Што се вие ќе јадам зајци бе брат? Зајци, тато, зајци. Ќе јадам зајци. Ова се најверојатно некакви гумени бомбони. Не знам што вкус имаат, ама буквално внатре се зајци. Дали ќе успеам ова да ви го покажам вас? Дали гледате, мислам дека би требало да гледате. И многу се меки. Ми пропаѓа прстот у него. Пребра. Не знам кој што да го споредам, ама е многу близко до сите наши гумени бомбони што се такви меки перничиња.
Такво е исто. Многу добро. Оцена 9. Снек чипс, истиот бренд ко останатите чипсови. Најверојатно и ова им е најпознатиот бренд кај нив за вакви работи, кога буквално повеќето. Да, ова е веќе четврто нешто што е истиот бренд. Kim's. Ништо не пишува, ништо што јас можам да го разберам. Внатре се вакви. Сега ќе видиме што има вкус. Многу се тврди, одма не ми се свиѓа. Има вкус на пица, ама вкусот го осеќаш како 15%. Онака едвај. Како може некој на таа фирма да се толку добри, некој се толку лоши? Не го можеш да кажеш. Многу малку се осеќа вкусот. Ко повеќе се без вкус, онака како само да јадам тврдо овакво. 4. Што не се лоши, секако, само се тврди и вкусот е многу слаб. Имаме некако си чоколадо, нугат. Не мислам дека нешто многу ќе разберам ако читам, затоа што буквално ништо не пишува на англиски. Еве како изгледа внатре. Ќе пробам малку да... Ау, кокос. Ау, се плаша, во ова е добра. Внатре вако со кокос. И уште крем изгледа. Тој на трешниот крем е многу поубав. Најде нешто има вкус. На рум штангите. Ова и тоа ќе дае. Буквално има рум, има премногу рум. Мислам дека нема да претерам ако кажам дека е идентичен вкусот кон нашите рум штанги. А многу добро. Ја ти ги уважавам. Ова може да оди човек, нема да му дадам 10, ама ќе му дадам 9. Одлично. Дај да пробаме нешто друго од овие работи. Анаркис. Ова мислам дека исто ќе биде можеби некакво си пиво, ама ова мислам дека е безалкохолно. Еве го, како изгледа. Да мириснеме. Жими се истиот вкус на другото. Истиот мирис, тоест. И сега и ова ќе биде прегорчливо. Идентично е. Идентично. Исто, разлика нема другото. Мада ова кога е малку по... Не е толку горчливо. Да, ова е подобро. Ова би му дал оцена и 5. Другото не бам што му дал, можеби нека тројка. Ова е 5. Ау, овие изгледаат многу изгмечено. Добро, скоро ништо не беше изгмечено, така да за едно-две не е страшно. Не знам ни шо е ова. Прво ви дам вие да видите, ја не видов ништо. Нугат, пинац, толку добиваме на англиски. А зашо е толку со едине? Ау. Овие се скроз гмечени. Овие не преживеале баш, ама сепак ќе видиме, се надам ќе вкусиме нешто. Идеме и вакви. Еве како треба да изгледа. Добре, баш е тоа што го прочитав. Горе лешници, доле тако меко. Може да пројде со некоја си седмица. Солидно. Леле, мини мух. Леле, овие се веќе коцкички направени. Буквално мини мух, ова е премало чоколадо. И направено мали коцкички. Ова е валја најнормална млечна чоколада. Многу добро. Ова е одлично. Типична нормална млечна чоколада, ама многу добар вкус. Потсеќа на нормалната, најосновната, најлепша жеља. 9. Топ. Одиме следно. Мислам дека имам во некој претходно видео јадена голема чоколада. Ми звучи многу познато. Мислам дека е многу можно во некој си претходно видео, ако не е во тоа скандинавското, да имам проба на нешто од Daim, ама мислам дека беше голема типична чоколада, ова гледате колкава. Мислам дека дури многу земва. Солдет карамел? Многу е крцкава. Многу е тврдо. Ова е најтврдото нешто во овој видео. Премногу е тврдо, човек. Вкусот е добар. Така дава, мислам, најверојатно е солдат карамел. Дава и некој лош aftertaste и многу е тврдо. Не би му дал повеќе од 4. 4 му е доста. Пак Kim's. Тука нема да имаме појма што пробуваме. Еве како изгледа. Ау, како личат внатре. По нешто морско да ќе јадам, жими се. Гледај како изгледа внатре. Многу е чудно. Ау, буквално ако нешто морско ми има и... Јас сум многу тежок со тоа морското. Претврди. Ова го надмина и она друго, но ова истина не го гризнам. Ова е ко од челик направено. Не се гризува, човек. Ужас, и на вкус не е ништо. Оцена 2. Тофи, има нешто на тофи? Ова е вистинското тофи? Само ова мало е, кога некоја бомбонјера да е испаднато. Дали ми е увалено вака или вака сами се купуваат. Изгледа вака кога го гледам личи кога ќе ми потече рум, ама тешко. Еве како личи. И ова е како карамела. Цело истече надвор. Ова е многу добро. Ова е одлично. Ова е оцена
8. Буквално чоколада со карамела, ама многу карамела. Што дури малци ми засметува колку е многу. Предпоследно за ова видео вика дека не е сода и се вика нода. Ната сода нода. Пишува дека е газирана вода со pressed organic fruit. Mango passion fruit. Ова звучи многу добро. Пишува дека има стајано газирана вода, 30% органик сокови, бело грозие, passion fruit 2%, манго 2% и лимон. Што беше passion fruit? Ќе оставам тука и вие да видите што беше. Мислам дека беше онакво ретко овоше што го нема на наши простори, туку само во тие топлите далечни земји. Ајде да видиме. Значи треба да е газирана вода со вкус. Одлично е. Наверојатно ќе ми се свиеше поише ако беше само газиран сок. Како за вода, ова е највкусната вода. Ова е многу добро. Тоа passion фрутот изгледа многу вкусно нешто. Мирисот е подобар од вкусот, ама ако го оценувам како газирана вода, тогаш е 9. 9 од 10. Дали ви го покажав од блиску не знам. Ама еве го. Ната сода нода. И еве што пишува позади. И за последно гостив нешто што одмало на почеток го дзирнав. Марабу е дефинитивно една од највкусните чоколади во светот. Мислам дека у цел свет е у топ 5 ко бренд на чоколада. Ова е не Salty Crackers. Ова е Марабу и тук. Јас ви го покажав на вас, ама јас не го прочитав. Ова е буквално Марабу плюс тук. Ова е соработка помеѓу двете. Они направиле колаб. Ајде да видиме. Какви се внатре. What? Не знам дека постои нешто вакво. Гледате го. Буквално тук залепено на Марабу. Чекај, пробам да го пробам прво само Марабуто без да го каснам друго, да? Да видам дали е обичното Марабу. Што е млечна чоколада најстандардно. Изгледа е? Да. Чекам, Марабу е врв. А сега не знам баш за комбинацијава со тук. Сега ќе видиме вкус заедно. Гледај како е човек. Многу чудно нешто. Не знам дали ќе ми се свија, мислам дека нема, ајде да видиме. Искрено не е лошо. Го прави целата чоколада помалку благо и искрено му дава добар шмек. Ова е добро. Ова е многу добро. Ова е многу добро. Марабу Strikes Again. Ова е 9.5 од 10. Мислам дека ова е едно од ретките видеа кај што немам 10-ка, ами имаме многу солидни работи. Што сега ако на крајот цено можам да дадам 10-ка на ова, можам да дадам 10-ка на ова, можам да дадам 10-ка на ова. Можам да дадам 10-ка можеби и на ова, можеби дури можам и ова беше многу солидно. Зајците, тоа мислам дека тоа што гледам тука беа најјаките. Јас сум задоволен. Имаше и гадни работи, ама имаше и многу добри работи. Не знам колку траеше видео, ама се надам дека не ве заморив. Ова беа баш не знам колку продукти беа, ама вака на поглед можеби имаше и 20, ако не и повеќе. Ново видео секоја сабота во 12:00. Ако сакате уште вакви, ставете лайк, ставете subscribe и ние се гледаме следното. Ciao!